Добро дојдовте во уште една YouTube емисија Мирисот на книгата. Без конкуренција, една единствена, оригинална македонска книга за модата и стилот, баш каква што е авторката. Македонија нема поавтентична книга за модата. Моден родопис, записи од маргините на нашата и светската модна сцена, од перото на еден моден новинар, манекен ветеран, доајен на нашата модна сцена. Светска, а наша една единствена во својата едноставност Снежана Сани Богдановска. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Сани, не само што е интересен обликот, формата како решение на оваа твоја книга, и што е единствена книга на овие простори, за која што може да прочитаме нешто за модата, мене ми заличи на хазарски речник на Милорад Павич. Може да читаш од каде сакаш. Првата, втората, од позади, од напред до средина, нема хронолошка нарација, меѓутоа има и тоа добра хронологија која содейства со твојот живот. Не случајно така е наречена, нели? Така е, мои истории. Како некаква дихотомија, нели? Едната се историите, другата, нели, мојот лајф или добро, таа е малку и како нели мојот лајф од она се интервјуата од Life магазинот, така да символично е на некој начин. Она си го споила точно што си го работела, на што те гледавме долги години твоите емисии. Еве повторно те гледаме, повторно сега со твоето ремак дело, твојата Анастасија, керка ти. Како дојдовте на идеја со Стејси да направите еден заеднички таков проект? Па од кога нели престана проектот што одеше 18 години на Телма, никогаш не желбата за нели повторното актуализирање на ТВ екраните, затоа што тоа ми е, не знам, нешто што можеби не највеќе ми лежи, меѓутоа највеќе што го сакам од сето она што е сублимирано како нели моја историја нели професионална. И желбата тлееше нормално и јас се шегував постојано дека ќе го направам тоа, ќе се вратам порано или подоцна, па дори да ми е последно, нели, дека морам да го направам, дека нели не ми е завршено на крајот, не заокружено некако. Но што задоволство. Да, и Анастасија, нели, Стејси, како што се нели, пошто сме Сани и Стејси, нели, СС. Таа беше најголемиот поддржувач и она која што не ми даваше нели да се откажам од таа идеја. И нормално како што она 10 години наназад, иако не е познато, навистина е во тој моден свет како моден новинар, морам да нагласам дека таа единствената која што е акредитирана за модните недели нели во светот, особено во Милано, каде што веќе 10 години континуирано нели ги посетува и ги анализира. Значи отида на чекор понапред од она што јас го имам направено. Што е добро кога децата ги надминуваат родителите. Тоа значи дека е добра влог сте дали со клјок. А има IQ високо, да издадам, едно од ретките кој има висок коефициент на интелигенција. Иако тоа понекогаш знаеш да пречи, особено нели на овие простори, тоа е нели посебна тема за анализирање, меѓутоа многу е чудно за околината дека нели еве сега керкава нешто во модата, а претходно не била она, си имаше своји нели други амбиции, тој некој друг професионален пат го тераше. Меѓутоа, нели животот не знаете каде ќе ве однесе и каде ќе насочи, или ако сакаме малку така и да го кажеме, од судбината не се бега, така да модата, иако ја зацкривавме, иако јас не сакав нели да тргне по тој пат, можеби. Да тргне, затоа што не е благодарна на крајот на криштата. Си го почувствувала. Под крошната тешко се пробиваат. Така да и навистина е тешко, мислам, тешко е за незе да нели се докаже. И треба дополнителен напор за да се докаже како моден новинар, иако морам да кажам далеко отиде подалеку од она што сум јас, мислам, јас од целото моје искуство и таа професионална работа.
Меѓутоа она со таа своја активност, навистина и беше некако неизбежно. Балансот е видлив кај вас. Ти со сета тоа твоја приказна од минатото кај имаш како еден од првите манекени кои може да се погледнат од еден аспект на висока мода на ниво Југославија уште што беше и таа нова енергија која има Анастасија и која веројатно црпиш од неа таа енергичност. Да, сигурно мислам тоа е многу видливо затоа што она што е моја историја, јас исто се шегувам кога ќе кажам дека сум како number one on Alan Ford паметан од минатиот век. Па до ова денес и да нели цела таа историја како што е во мојот професионален живот и она што нели Стейси го има како свое собствено искуство, па ќе речам 10 години наназад. Иако тоа не е познато, нели. Така да тие нејзини идеи навистина го дадоа овој нов проект и некаков нов модерен концепт кој што мислам за кој што е многу заслужна таа навистина. Мислам затоа што таа ги следим можне активно и многу ажурирано се она што се случува во светот, не само во светот на модата, него воопшто во светот на ентертејмент, на она што е генерално, нели. И тука се всушност вашите Да. Иако морам да кажам, незините идеи се далеко понапред од она што мислам дека нашето подневје е подготвено сега да го соджака. Да го соджака, да. Оди напред и над вас. Меѓутоа и ти си моден Џорџ Орвел. 2016 печатиш книгата во Табернаку. Уште тогаш најаваш што ќе ни се случи сега. А на пластичност и извештачена со модата со која што се соочуваме, велиш Оно што повеќето него сваќаат што секој изглед на моделот или актерката е дотеран со потреба на последната компјутерска технологија за да ја отстрани секоја неправилност. Не даваш утешение дека всушност не е така како што ни изгледа, нели со таа компјутерска анимација. Едноставно никој не може да изгледа толку добро без помош од компјутерите и покрај сите останати козметички и хируршки интервенции. Мислам дека жените кога ќе ме видат на насловните страници мислат дека јас никогаш немам подочњаци има злочиња. Вадиш интервју едно од Синди Кратфорд која вели за себе дека. Дури ја не се будам како Синди Кратфорд го има изјавено. Ето така. Дали кога пишуваше книгата можеше да претпоставиш дека буквално веќе ерата на ботокс и на филери, на пластичен изглед, дури ти сметам дека се пошегува едно време кога и ти сама себе се стави со она, нели, фотошопирање за да покажеш дека тоа не е тоа. Дали насетуваше дека ќе се дојде до ваква една извештаченост кога ние веќе личиме? Моделите и жените во светот, па и мажите стануваат колонави, личен, ја нема индивидуалност, она што беше типично за вашето време. Сите вие бевте посебни. Посебно убави, посебно индивидуални. Значи, индивидуализмот е потребен секаде, не само во модата. И сега во модата го има тој нели циклус кој има и секаде навистина. Кога некаква тенденција ќе дојде до својот апсурд, па треба да поминеме нешто друго, нели. Не беше ни воопшто ни тешко да се претпостави до каде ќе оди ова. Технологијата е нешто што треба да ни ги животите олесни. Така. Ама од друга страна, нели, секогаш го има тоа другата страна која што е не само злоупотреба, него и станува свој парадокс на некој начин. Така да, нели, имам и друга колумна таму каде што велам на жените не им е потребно да ставаат нели превези за да исчезнуваат вака, фактички со овие третмани, нели, го губат идентитетот. И сега мислам дека доаѓа до преобразба, кај нас ќе треба да помине многу подолго време, пошто дека ќе се сфорсира ова и дека повторно ќе се врати. Веќе во светот ема нова тенденција се враќаат силиконите, ботоксите, панели ги следиме црвените килими каде природната боја на косата, нели, прчките, Холивуд веќе не е толку
туку баш тие холивудски, Холивуд е секогаш некој кој што диктира, така да еве сега диктира некаква друга насока, нели? Природен изглед, брчки, нормален изглед, природно старење и така, особено овие, нели, холивудски глупенци. Така да мислам има разлика помеѓу мода и помодарство, нели? Тоа е исто една голема тема, навистина, да. Можеш некако да ни кажеш, еве, во Скопје конкретно, помодарството, како го гледаш ти низ твоја призма? Јас сум кажала и порано дека нацијата која што е помодарска не е за пофалба, мислам, такво нешто навистина не е пофалба. Значи дека го немате токму тоа, својот идентитет. Модата е не се само трендовите, не се пласирање, иако е одраз на духот на времето, меѓутоа сепак не е така површна како што на прв поглед изгледа, нели? Јас исто милувам да кажам дека е таа лице и опачина на општеството, буквално. Мислам, погледнете ги улиците и веќе ви е се јасно како е, нели, за какво општество станува збор, за какво обкружување и што се ви се случува во или оно што велиш стилот е оно што не можеш да го кажеш, да го раскажеш, кој се гледа само од себе. И стилот, нели, е сосема една навистина широка тема. Токму во она што го направивме овој циклус на емисии, и покажавме дека темите во модата се навистина безгранични, дека може да се зборува од различни аспекти, за различни нивоа, за различни теми, тоа модата е неисцрпна, значи можете да зборувате за неа, навистина не е само ова е што е модерно од сега, кажете никој се бојки и тука да го завршува. И да завршува, нели? Мислам, аспектите се навистина широки. Така да и тоа сакавме да го покажеме, нели, со Стејси. Во секој случај немаш конкуренција. Јас повторно, не знам кој пат како Корчагиновка се темелна и навистина направи еден белек траен. Нема некој кој може да се пофали со таква историја, со таква наобразба и внесе во модата. Фактички ти живееш со неа, таа е дел од тебе и не може нешто велиме еднаш моден новинар за секогаш или нешто преска го спомнав со телевизиите кога ќе влезеш еднаш во медиумите никако да излезеш. Неодамна се сретнавме, баш тоа сакам да го спомнам, на промоцијата на отварањето на H&M во Eastgate. Веднаш после тоа како се објавија сликите, тоа имаше коментари дека недолично не е бренд кој не е ништо поголем од, не знам, Waikiki или други, треба да има такво помпезно. Што мислиш за таа реакција на луѓето? Бевме двете и видовме дека навистина беше совршено организирано, убав прием, достоинствен. Зошто таква реакција кај луѓето? Не знам зошто, добро, ајде, мислам дека е момент на неката тенденција сега да луѓето да се малициозни, огорчени се на некој начин и така, меѓутоа не гледаат објективно на работите. Навистина, мислам, доаѓа еден нов бренд од тој синџер на широка потрошувачка. Нема ништо чудно и необично во тоа, нели? Тој ранг на брендови, што повеќе имаме понуда, тоа е подобро за луѓето, навистина. Живееме во времења кога не сите можат да си дозволат, не знам, скапи брендови, прет-а-порт, особено тоа со високата мода, мислам, да се разбереме, во Македонија никогаш не може да дојде Шанел или, не знам, Диор или таа висока мода, која што и не знаеме што значи во суштина, нели? И зошто отворање, зошто да не си направи брендот промоција, рекламна, она што е регуларно на крајот на криштата. Јас навистина не го разбирам тоа. Не беше ли гужва, баш беше нака. Мислам, како и секој отварање на било што, зошто па да... За разлика од тредента, која веќе имало гужва за купувањето, тоа е друга приказна. Некаква рекламна кампања, која што си ја прави брендот, мислам. Тоа е во склоп на рекламите. Апсолутно е легитимно, немаме тука никаква дилема околу тоа. Јас не знам зошто некого му пречи.
Иако ќе кажам, друго е прашањето на тоа VIP отварање, кога таа селекција на VIP личности, мислам, тоа е исто тема за себе, кои се VIP личностите во Македонија. Дали воопшто постојат VIP личности, да. Мислам, како ги селектираме и по кој критериум, нели? Тука, од друга страна, се провлекува и прашањето за инфлуенсер, нели? Кои се инфлуенсери? Кој ги диктира и кој влијае фактички врз она што ајде, сакаме да го наречеме модерно, нели? Ќе се врати ли како конзумеризам? Ќе се врати ли некако едно објективно, реално, пристојно третирање на тие инфлуенсерски моменти, на критериуми? Како ќе ги вратиме нештата? Не знам, тешка е борбата и навистина јас се обидувам со мојот скромен удел со ова, нели, што го правиме со Стеси, да ги појасниме малку работите како стојат. Кои се тие што влијаат, нели, на кој начин влијаат и зошто влијаат. И особено ми е диносауруска борба, тешка борба. Па, ајде, не знам, навистина е тешка и не знам како понатаму, меѓутоа сепак не дигаме раце, мора да се одржи некако, нели, просторот. Сметаш ли дека добра идеја да влезеш во гимназиите кај матурантите и да одржиш еден час како треба да изгледа една матурантка или матурант по повод или прославата на завршено средно образование? Тоа е една идеја која што со години, ама никако не стигнало моментот или ангажманите, нели, од друга страна не дозволиле да, нели, се истера идејата до крај, ама сепак не се откажам. Мислам, стои како идеја. Но би било полезно. Да, кај младите особено мислам дека е битно. Да се направи тој напор, па сега, нели, колку може од оваа страна, нели, да им се влијае со некако, затоа што овие влијанија се навистина големи, силни. Мокни, но да имаше ревија после ковидот, еве, може ли за време на ковидот стоеше се, некако имаше стагнација, како се тргнаа работите на отворено, ти веднаш направи еден моден перформанс во Eastgate. Што беше приказната? Како дојде до тоа и дали мислиш дека ќе ги има се почесто и почесто? Па ќе ги има, модниот свет сега се враќа на своето, иако во тој период, колку 2 години, мораше некако да се трансформира и навистина се почувства тој импакт на, нели, на затвореност и малку ја продрма модната индустрија на вистина. Требаше да се трансформира потполно, односно да се размисли до каде, затоа што и во тој сегмент, нели, таа брза мода, на таа брзо продуцирање на нови колекции, нели, си дојде до својот парадокс и мораше се случи, веројатно не се случуваат работите случајно. Ковид мода некоја забележа ли дека спортска гардероба? Да, ама интересно е ако се проанализираат, дека сум аналитичар, нели, моден аналитичар. Ако се анализираат работите, многу претходно се предвидуваше, затоа што модата е таа што предвидува најмалку 2 години она што ќе се случува во, нели, во светот, во општеството. Така да имаше предвидување навистина со некои колекции токму во тој контекст. И потоа не излезе, нели, дека предвидувањата биле вистините. Сега модата се враќа и мора да се врати тој концепт на прикажување во живо и, нели, нови идеи. Апсолутно не може да се тргне настрана или да замре. Така да, ама сето тоа е проанализирано на еден нов начин и на еден се бараат нови идеи, нели, како тоа да се реализира на еден нов начин. Твојот рецензент, професор Ферид Мухиш, вели ова е книга која треба секој да ја прочита, за да знае нештата да му бидат појасни. Што е препорачливо во оваа книга да се прочита
Да. не само за жените, туку и за машкиот свет, без оглед што Па не се однесува само на жените дефинитивно. Зошто сега јас нема да бидам субјективна и егоист, меѓутоа еви самата кога од време на време нели ќе отворам, особено сега додека ја подготвувавме емисијата, ми требаше да за околу некои теми да се присетам. Прво заради аналитичност на вистина и ќе кажам дека колку и да се навраќате постојано темите, ако се колумни во прашање, темите се повторно свежи, нели? Као да се класика, она што е класика во литературата. Ја читаш сега како да е во свежа. моментов. И мислам дека навистина треба секој, ако неговиот животен стил или навистина да биде онака како широк светоглед, дека треба да се прочитаат и вакви текстови, дека треба да се има во својата библиотека, особено затоа што мислам дека кога ќе се каже мода, тоа е толку површно разбрано. Дека постои што некој бренд купено нешто па. И дека токму таа судбина на книгата затоа што не е разбрана. Кога бевме веќе кај Орвел, да кажеме, нели, дека веројатно се сеќаваш на неговата изјава дека луѓето можеби не толку сакаат да бидат сакани колку што сакаат да бидат разбрани. Така е. Најголемата работа е да бидам разбрана, нели? А ако си разбран, тогаш и ќе те сакаат луѓето. Меѓутоа по овој императив дојде направо кој си, па потоа покри се себе си соодветно, токму го кажуваш лајт мотивот. Читајќи книгата може да дознеш и да осознеш кој си и како понатаму да продолжиш. Црпејќи од многу модни спомнаш многу луѓе кои се битни за модата, нивни цитати, воопшто како таа генеза на модата, затоа велам нема хронологија, можете да прочитате од било каде, а всушност има баш еден слејан континуитет на нештата во историјата на модата. Тоа е суштината на модата, да, токму да се спознаеш себе си. Затоа што нели облеката е, односно визуелното е првичното кое што остава впечаток, така. Луѓето го восприемаат кај вас, нели? Имаат испитувања кои кажуваат дека 70% првиот печаток го остава визуелното и тој потоа е тешко, нели, да се. Потоа треба да ние 7 минути разговор, се види со каква интелигенција последува соговорникот. Сани, многу беше драго што си дел од подкастот Мирисот на книгата, ќе мирисаме на модата после оваа емисија. Почитувани, ова беше нели кратко интервју со Снежана Сани Богдановска, еден исклучителен лик. А вие продолжите да се дружите со Мирисот на книгата, можеби единствениот мирис кој трае е Мирисот на книгата.